Се наоѓаме во Музеот на македонската борба во четврток во 20 часов во рамките на фестивалот музичкиот престижниот фестивал Златна лира ќе настапи професорот Страшо Темков. Добро утро. Знам дека сте подготвени за настапот. Што ќе може публиката да гледа? Нема да бидете сами. Прво, добро утро, благодарам на поканата да гостувам во вашата емисија и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Точно така, во четврток во 20 часот во Музеот на македонската борба, во организација на Сојузот на музичките уметници на Македонија се организира по 18 пат фестивалот Златна лира, кој што е фестивал престиж за секој од нашиве уметници од класичната музика. Ке настапите со Елена Атанасовска? Да, настапувам со мојата драга колешка, професорка по пијано на Факултетот за музичка уметност, Елена Атанасовска. Ние сме веќе тандем неколку години, така да соработката ни е прекрасна. Припремите се во тек, малте не, веќе сме спремни што се вели за во четврток да направиме еден прекрасен концерт. И се надевам дека со ова јавување во вашата утринска емисија ќе успееме да анимираме луѓе кои што ја гледат емисијава во четврток да дојдат, да се ослободат душичкава, малку од овие политичкиве кампањи да се тргнат на страна и да дојдат малце да уживаат во прекрасната музика која што ја спремаме за во четврток. Може да ни откриете дел од програмата? Па да, ќе свириме дела од Антонин Дворжак, тоа е сонатина опус 100, оригиналната верзија е за виолина, свириме транскрипција прекрасна направена за флейта, свириме сонатина од францускиот композитор Жак Ибер, потоа свириме една прекрасна композиција имам за соло флейта од Катерин Хон. Што имам уште? Да не заборавам. Па претежно, имам прекрасна соната од Волфганг Амадеус Моцарт, кој што е транскрипт исто така од најубавиот квартет на Моцарт во Д-дур, кој што е напишан сега за флейта и пијано. Одлична програма и убаво кажавте, една вечер каде што може да се упиштат во прекрасните звуци на флейта и на пијано. Навистина летово и почетокот на есента имавте многу настапи. Професоре, што можеме да истакнеме од тие настапи? Особено би сакала оние што беа надвор од државата, навистина можеме да се пофалиме како држава со вашите настапи. Благодарам на Па, ајде вака да кажам, јас сум голем влюбеник во мојата професија. Ја сакам мојата професија и се трудам колку што можам да се дадам во неа. Имаше доста настани, јас членувам и во Трио Аура, предпоставам дека гледачите веќе имаат слушнато. Трио Аура постои повеќе од 10 години, со кој исто настапувам и во Македонија и надвор од Македонија. Имавме концерти во Загреб, неколку концерти низ Републикава. Со Елена Атанасовска имавме концерти во Пловдив на прекрасен фестивал, па свиревме во Цетиње исто така на еден прекрасен музички фестивал, исто така и концерти низ Републикава. Се надевам дека тука нема да застанеме, сигурно дека активностите и амбициите за следната година се големи, така да ќе видиме. Сега сме во преговори за одредени концерти, се надевам дека ќе биде плодна и наредната година. Бидејќи сте професор на Факултетот за музичка уметност, флейтист, познат, признат, многу веќе студенти свират во нашата држава и надвор од државата, меѓутоа, има ли нови студенти? Сакаат ли младите да свират флейта? Па, за моја среќа, да. Класата ми е полна, сега моментално оваа година имам 7 студенти, значи од прва до четврта година, имам и на постдипломски студии, имам вредни студенти со кои што се гордеам, да кажам дека оваа година, се ближи веќе крајот на годината, па така да оваа година на нашиот престижен меѓународен надпревар кој што се одржува во Охрид-Охридски бисери, тоа е најголем надпревар во Македонија и стварно е од еден висок калибар. Ана Трасунова, мојава студентка, освои втора награда. Со студентите имавме гостување во Љубјана, тоа се прекрасни средби каде што имаме една прекрасна дружба на музичките академии од бившите ју простори.
На овие средби, ова беше трета средба на музичките академии од бившите ЈУ простори, која што се одржа во Љубљана. Првата беше во Загреб, втората во Нови Сад, во Љубљана оваа година. За 2 години ќе се одржи во Сараево и се надевам таму да сме здрави и живи 2029 година, дека ќе бидеме домаќини и ние во Скопје. Студентите се дружат меѓу себе и ние професорите разменуваме искуство. Меѓутоа, што е најинтересното од сето ова на овие средби, сите студенти од сите држави бивши ЈУ простори изведуваат композиции од домашните автори. Имаме прилика да размениме нотен материјал, словенците да свират македонски автори, ние да свириме словенски и така натаму. Навистина, одлична можност, како што кажавте, да се дружат размена на искуства, меѓутоа и можност за настапи кога ќе бидат веќе професионални. Ние веќе сме во подготовка за следната година. Значи, завршија летните распусти, веќе сме во убава работна атмосфера, програмите на моите студенти им се дадени, така да се надевам имаме убав план за 2026 година да учествуваме на неколку престижни меѓународни надпревари. Тоа е целта, да отидеме на меѓународни надпревари, да видиме кај сме и продолжуваме понатаму. Ви благодарам за директното учество во утринската програма на македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика, бидејќи навистина во текот на целата година сте активни и вие, меѓутоа и вашите студенти. Ви благодарам уште еднаш на поканата и еве повторно да ги поканиме вашите гледачи во четврток во 20 часот во Музејот на македонската борба. Повелете на прекрасен концерт со прекрасна музика. Благодарам уште еднаш.